Актуелните состојби во образованието и потребите за поквалитетен и подинамичен развој беа темите на разговорите помеѓу заменик министерот Петар Атанасов и директорите на образовните институции од општина Виница на средбата што се одржа во Средното општинско училиште Ванчо Прке. Веднаш по одржувањето на заедничкиот состанок, Атанасов ја посети новоизградената училишна спортска сала во основното училиште Славчо Стоименски, каде даде изјава за телевизија Кочани. Денеска сум во работна посета на училиштата во Виница. Имавме средба со директорите, разговаравме за образовниот процес, како се одвива образовниот процес, кои се тековните проблеми од инфраструктурна природа, дали има потреба од некои дополнителни активности на Министерството за образование, се во насока на подобрување на квалитетот на образование. Се разбира, еден од големите проблеми е децата, нивната намалена бројност, но се надеваме дека со сите инвестиции што ќе бидат направени во наредниот период ќе можеме барем да зборуваме за подобрување на образованието. Имаме како Министерство за образование заедно со општина Виница, имаме изградба и при крај сме со изградбата на нова спортска сала во основното училиште Славчо Стоименски, инвестиција од над 25 милиони денари. При крај се сите работи, во скоро време ќе може да се стави во употреба салата и децата ќе може да ја користат. Заменик министерот потенцираше дека со директорот на Виничката гимназија разговарале и за можностите за образување на кадри за потребите на овдешното стопанство, како и за потребите на граѓаните од поширок аспект. Разговаравме со директорот на гимназијата Ванчо Прке, каде што се интересирав што се учи, кои се програмите и дали може во функција на развој на општината да иновираме, да инвестираме во некакви програми кои ќе овозможат да имаме подобри вештини, подобри компетенции и подобри занаети да функционираат, да може да младите луѓе се вработуваат, да помогнеме со кадри на локалното стопанство и се она што може образованието како поддршка во функција на развој на општината. При обиколката на овој нов спортски објект, заменик министерот Атанасов се интересираше за бројот на учениците кои овде посетуваат наставата и за вкупните услови во кои учат и се развиваат.